Ги испративме пратеничките да си ја довршат дебатата во законодавниот дом, а во студиото веќе е Милка Тримчевска, директорка за развој на Бирото за развој за образованието. Директорке, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме за оваа битна тема во македонското општество. Ви благодарам и вам за поканата. 70 години оваа институција прослави од своето постоење, како се одбележава дека биде ова еден вовед во разговор, тоа беше не вчера, завчера, роден денот на институцијата. Па потоа ќе зборуваме во кој правец ќе се движи развојот на образованието. Така е. Оваа година Бирото за развој на образованието прослави 70 години од своето постоење. Тоа е една бројка која што кажува многу за значајноста на институцијата. Тоа значи 7 децении работа за развој на образованието, впрочем како што го добива и називот ова институција. Тоа значи дека во текот на овие 70 години се работело на реформи, се работело на различни подобрувања на квалитетот на образованието. Во овие години се давало поддршка на наставниците, советодавно стручна во сите аспекти на образованието до овој момент, а секако со многу подобрување и понатаму. Да, овој јубилеј го обележавме многу свечено, во присуство на најзначајните институции во државата, од меѓународни организации, домашни организации, пензионерите кои што беа особено радосни, кои што дале посебен апсолутен придонес, вработените од граѓанскиот сектор, бевме удостоени со присуство на сите поддржувачи на образованието кои што дале придонес во овие години. Во рамките на обележувањето се издаде и монографија 70 години од Бирото за развој на образованието, во кое што можат да се забележат, односно се забележани сите предизвици со кои што се соочувала оваа институција, со придобивките, но и сите резултати кои што се постигнати во овој период. Дека биде ова една увертира во разговорот, а она што прво што ми паѓа на памет да ве прашам, како прв човек на оваа институција е, дали може да го оцените сега нивото на кое што се наоѓа македонското образование? Ако зборуваме за оценување на образованието, тоа би било некако во контекст на моето размислување во овој правец. Оценката како крајен резултат или како процес на учење и напредок. Затоа што лично сметам дека бројката како оценка не треба да биде крајниот резултат, туку напротив да биде бројка која што ќе покажува што понатаму следува и во кој правец треба да се развиваме. Како мотив за плус? Апсолутно така. Така, ако дете добие тројка во математика, ќе учи да добие петка. Па така и дете дете кој што ќе добие и петката не треба да е крајната цел, туку тоа е фактички осознавање на своето знаење и поттик за понатамошно учење и напредок. Сега имаме тројка или петка? Сега се стремиме кон петката. Добро. Кој е стремежот? Каде водите? Каде целите тогаш? Главната цел на Министерството за образование и наука, вклучително и на институцијата Биро за развој на образованието, е квалитетно образование. Образование кое што е померка на детето, образование кое што соодветствува со учениците, со децата на 21 век. Тоа апсолутно треба постојано да ни стои како еден аларм, затоа што прилагодувањето на квалитетот на образованието мораме да го прилагодуваме кон генерациите и развојно и до кое ниво во периодот во кој што обстојуваат. Во кој правец? Значи, овде се спроведуваат низа реформи, значи Министерството и Бирото за развој на образованието спроведуваат низа реформи кои што се во тек. Токму, онака како што рековте, значи да прилагодени според потребите на денешните генерации. Како се прави една стратегија долгорочна? Сакам да знам за во основното, па ете и да преминеме и за во средното. Која е материјата, кои се книгите, кои се научните творби кои што треба да поминат низ детските клупи? Кога се работи на стратегија на образование, сега сме во процес на изработка на стратегијата 2026, нова стратегија 2026-2032 година. Значи тоа е еден исклучително обемен
и сериозен пристап во работењето во кое што се вклучени надворешни експерти, вклучени се домашни експерти, Се взимаат примери од странство, што се прави? Академската фела во секој случај практичарите кои што се исклучително значени и се разбира и советниците од Бирото за развој на образованието, секој во делот на својата стручност. Начинот на кој што се изработува е исклучиво транспарентен и инклузивен, впрочем, оној сите оние кои што ги наброев, а сигурно ги има уште повеќе, покажува за инклузивноста. Транспарентноста е во однос на отвореноста, во делот на продорност на сите можни подобрувања во овој процес и секако многу важно се што се вклучува во стратегијата зборува се применува врз основа на најразлични резултати кои што сме ги добиле на терен, сите оние надпревари, резултати кои што ги добиваме како појдовна основа до каде сме и каде треба да продолжиме. Може ли да се менува во тек стратегијата доколку се утврди дека нешто не е соодветно направено или не е нешто соодветно планирано? Зборувам некој дел од предмет, самиот предмет, некаква материја која што едноставно не е за тој период на децата. Па знаете како се случило ли такво нешто? Апсолутно и треба да се случува, затоа што во текот на примената на одредени образовни практики може да се воочат известни недостатоци. Тука апсолутно сме отворени. Впрочем, и концепцијата за основно образование, кое што е на сила, таа претрпе периодов, значи оваа година претрпе промени, затоа што се утврдија врз основа на повратните информации кои што ги имавме од училиштата и да се обезбеди една поголема и кохерентност, се направија промени во однос на издвојување на предметите, така што историја, географија, биологија, хемија, тоа се веќе посебни предмети за разлика од претходно. Значи, концепцијата е на сила, меѓутоа во текот на примената на истата се забележани одредени недостатоци и тука се прави конкретна промена. Знаете како, во процесот, кога еден процес ќе започне во реализација, тогаш може да се наидува на одредени недостатоци, меѓутоа напротив, не треба тука да застанеме, туку да гледаме што е тоа што можеме ние да коригираме и врз основа на повратните информации кои што ги добиваме од терен. Што од 2026 можеме да очекуваме како реформа во основното и во средното образование? Па реформите се во тек. Она што го споменав претходно е исто еден дел од реформата. Нешто што е применено. Што ќе биде новитет? Значи, веќе почнуваме со општествено-хуманитарна работа на учениците. Предвидени се во наставните планови 30 наставни часа за општествено-хуманитарна работа на учениците, нешто кое што досега не беше применувано. Да се подигне свеста, претпоставувам. Граѓанската свест, општествената одговорност, емпатијата. Така што тоа е една од значајните новини кои што сметам дека ќе биде исклучително интересно во имплементацијата во училиштата. Да, децата сакаат кога ќе се почувствуваат дека се вредни, дека се повикани, дека се ангажирани на некој начин, да се трнат малци и од училишните клупи. Така е, впрочем, учениците не треба да учат само во училница. Учењето е околу нас, за се она кое што односно и примената на знаењата треба да ги насочуваат, да ги текнатите знаења треба да ги применуваат нели во реалниот свет, но и само да на денот повратно. на дрвото или за 8 март или за Така, тоа е особено значено и јас сметам дека учениците со радост ќе прифатат секако и наставниците. Супер. Рано учење и развој програма за предучилишна возраст. Што може да има тука новитети и по кои програми учат децата во градинката, во предшколските оделенија? Програмата за рано учење е 2014 година. И соодветствува сега за 26-та? Напротив, формирана е веќе работна група. Добро. Од практичари од градинките, советници од Бирото за развој на образованието, академската фела секако на темава и меѓународен консултант, кои што ќе работат на нова програма.
од 9 до 12 декември ми се чини, да, тоа на почетокот на декември, значи веќе ќе започне првиот состанок во кој што ќе се работи на новата програма, на утврдување на нови стандарди, а потоа и од новите стандарди и од изработката на програмите ќе произлезе и нова педагошка евиденција и документација. Така што тоа е веќе започнат процес и дефинитивно беше потребно затоа што 2014 година тоа е многу долг период. Ќе пилотираме 2026 година и понатаму со имплементација следната година. Колку се обрнува внимание на обуката на наставниците, на професорите, на негователките во градинките? Колку има задолжителни обуки, семинари, надградување во текот на една учебна година? Бирото за развој на образованието е институција која што во некои делови има примерност во овој дел, во професионалниот развој, секако понатаму и на наставниците, но и на стручните соработници. Да, наставниците по закон се обврзни, нели, да професионално се развиваат, наставниците изработуваат лични планови за професионален развој. Личните планови за професионален развој, дел од обуките се организирани и реализирани од страна на Бирото за развој на образованието по изготвен каталог. Имаат можност да избираат според нивниот личен план, значи тие ги утврдуваат своите компетенции и едноставно утврдувајќи ги слабостите во нивните компетенции, на тој начин ги заекнуваат своите капацитети. Освен каталогот кој што е даден во основно образование, нешто што е новина, за прв пат оваа година се спроведоа и приоритетни обуки за наставниците од средно образование, во кој што има едната тема беше за развивање за примена на дигитални алатки, а другата е за развивање на еколошките вештини. И нешто што е новина, за прв пат во средните училишта се реализираше и приоритетна обука за стручните соработници во училиштата и кариерните советници. Може по-детално околу овие програми? Што се случува во... Значи, Бирото за развој на образованието има надлежност, значи акредитира обуки. Добро. Тие приоритетни обуки се должни... Кој е начинот на до обучување? Што учат конкретно? Програмите кои што зависно нели од темата. Сега Добро. во однос на овие приоритетните обуки е заекнување на компетенциите во делот на нивните дигитални вештини. Добро, тоа сакав да го слушнам. Така е, едната работа. Другата е оспособување наставниците да стекнат компетенции за оспособување на учениците за заекнување на глобалните промени, еколошките промени кои што постојат и ова што го реков, и ова што реков третата за стручните соработници и кариерните советници е заекнување на компетенциите на стручните соработници и кариерните советници кои што се нови навеќе во училиштата, да се оспособуваат професионално и кариерно да ги развиваат, да ги насочуваат учениците дали на пазарот на трудот или понатаму нели во високото образование. Така, тоа сакав ми беше следното прашање околу дигитализацијата. Колку сме подготвени да го дигитализираме образованието? Се оди натаму? Тоа е неминовност. Да. Неспорно е дека тука немаме простор и можност за застој, затоа што мора да ги следиме светските трендови, да. Може би достапност до интернет, да, меѓутоа не е тоа доволно за да бидеме дигитализирани во целото образование. Знаете како, наставниците низ годините, па особено последниот период, навистина вложуваме во нивното заекнување на нивните дигитални компетенции. Се работи на не само во делот на генерализирани обуки, туку и на директна поддршка, советодавна, инструктивна помош и поддршка која што ја добиваат наставниците од страна на советниците во Бирото за развој на образованието. Вештачката интелигенција споменавте, да, вештачката интелигенција, но не онака сватена како само извор на информации, непроверени информации, туку напротив, се веќе беа и реализирани обуки за примена на вештачката интелигенција во делот на
правилно користење, како еден поддржувач во наставата, како асистент на професорот, така е, и секако да имаме проверливост на информацијата од една страна, но и опасностите, нели, како тоа правилно треба да се користи. Така што обуките се реализирани, изготвен е водич за примена на вештачката интелигенција. Сметам дека во следниот период и навистина ќе напредуваме во овој дел. Ќе се дигитализираат и училиштата кои што се далеку од тоа? Како се планира да се со нови инвестиции, со нови програми? Технички треба да се опремат? Министерството за образование и наука навистина води грижа во однос на техничката подготвеност на училиштата, меѓутоа тука би споменала и поддршката од локалната самоуправа, така што во тој дел секако дека има уште многу. Дел од општините веќе даваат и таблети на учениците, компјутери, од централната власт е најавено. Сите веќе имаат почувствувана таа потреба и заеднички, затоа што да речем тоа е и целина на владата кој што влегува во рамките на низа напредоци и развој воопшто на државата. Така што инвестициите во овој дел се од особено значење и важни. Сметам дека се уште има простор за работа во овој дел, но навистина пак и во последниот период има голема. Ако во наше време пишувавме на таа зелената табла со креди, сега се со маркери на пластична бела табла, за колку време да бидеме оптимисти ќе имаме табли на тач? Или тоа е многу далеку? Па не сме далеку, значи она што го реков и предмалку, имам училишта кои што целосно се опремени со дигитални табли, така што останува, да речам, и сукцесивно, лека по лека, чекор по чекор, така е, чекор по чекор да имаме комплетна дигитализација. Колку Бирото за развој на образованието е надлежно и врз дуалното образование? Има доста средни школи каде што училишта кои што веќе на големо работат на оспособување на нов кадар за во стопанството. Да, Бирото за развој на образованието не е надлежно за дуалното образование, тоа е по Центарот за стручно образование и обука, но од она што го следиме исто така во Бирото, овој модел навистина дава големи резултати, поврзувајќи ги учениците со реалните компании, со практичната работа и секако можностите кои што се отвораат на пазарот на трудот. Сакам да прашам околу одговорноста на резултатите кои што се добиваат од PISA тестирањето. Од 80 држави да бидеме 61 во математика, 71 во природни науки. Кој треба да биде, ако виновен е тежок збор, зашто имаме волку лоши резултати? Тоа е факт, дека резултатите треба... Се поклонуваат оценки, нема доволно добра програма за учење. Да бидеме 15 па да бидеме некаде, дали е добро, дали не е, меѓутоа да бидеме на последните места, нешто треба да не загрижува. Заеднички треба сите да се стремиме кон подобри резултати на PISA тестирањето. Што значи тоа? Бирото за развој на образованието во своите надлежности на развивање на наставните програми, она што го реков и предмалку, значи на осовременување на наставните програми кои што ќе одговараат на дадените тестови. Нешто на кое што треба да се обрне поголемо внимание, а тоа е вклучено во стратегијата 2026-2032, кој што е во процес на изработка, да се во текот на образованието учениците да добиваат, да се тестираат со тестови кои што ќе бидат налик на моделите на PISA тестирањето, што е особено важно. Има тука и еден друг момент кој што би сакала да го напоменам во однос на PISA тестирањето. Ние мораме сите да имаме одговорност кон него, затоа што учениците со самиот факт кој што, бидејќи тестовите се анонимни, одговорноста на учениците е намалена, но мислам дека она кое што училницата, кога велам училницата, тогаш наставниците кои што ги спроведуваат PISA тестирањата, треба да
го подкрепат ученикот, да му ја дадат важноста на ученикот за тој тест, дека тоа не е тест само колку да го го реши. простите, само да го реши, без воопшто да размислува, затоа што јас дефинитивно сметам дека нашите ученици знаат повеќе отколку тоа што го покажуваат на PISA тестирањето. Меѓутоа треба да му се даде важност на ученикот. Ученикот да знае дека од тој резултат ќе значи напредок во образованието, да има еден надпреварувачки дух во смисла ние ќе бидеме подобрата генерација од другите. Да му се даде чин психички да го спреми. Така е, и чин на важност дека тој е избраниот ученик. Да, а децата сакаат да се надпреваруваат? Така е, дека не е тоа обврска, туку тој е избраниот, туку во негови раце е дадена можноста да го покаже напредокот во образованието. Кога сите сегменти ќе ги вклучиме, тогаш ќе имаме подобрување. Па би рекла тука дека и родителите треба да ни дадат подршка, да ги зајакнуваат вештините, да знаат дека тоа е па на некој начин и патриотски чин. Јас сум избраниот, односно моето дете е избрано за да покаже што знае во интерес на напредокот на државата, затоа што од PISA тестирањата ни зависат и многу други елементи за развојот на образованието понатаму и угледот на државата воопшто. Јасно, имате национална стратегија, се токму на оваа тема да се поврзиме околу оценувањето, видите, магијата е во знаењето, а оценките не се докажуваат како крајна и единствена цел, туку како алатка што го следи и охрабрува напредокот на учениците. Ова е добро срочено. Само како да се направи да биде на терен изводливо. Ова е иницијатива на Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието дава максимална поддршка во овој дел. Јас ве гледам како едно. Ценејки, па и едно, и така функционираме како едно. Ви благодарам на забележаното. Ценејки дека е многу важна оваа тема која што ја наметнува оваа кампања. Петката не како крајна цел, туку петката како осознавање на своето знаење, а своето знаење е знаењето на ученикот е она магија за напредокот. Грешиме ли ако цела генерација се скрос одлични? Дали е грешка на системот? Дека секое дете да го земам како предмет музичко. Имаат петка на крајот на годината. 10 деца да ставите на бина, едно нема да знае да пее како што треба за петка. Оценувањето е исклучително значаен процес. Оценувањето не се само... Го земав музичко како предмет кој што... Во ред тоа може да биде и со македонски хемија, математика. секој ќе набуба, ќе ги научи дефинициите, лекциите. Меѓутоа, не секој ќе може да испее македонско девојче како што треба за петка. Добро, музичко не е само пеењето, но во секој Зборувам случај како ви го разбрав давам. прашањето, така е. Што тоа ќе значи за детето понатаму во животот, кога знае дека од прво до четврта година е скрос одлично? Наставните програми кои што ги работи Бирото за развој на образованието се креирани врз модерните, зборувам, врз основа на резултати на учење и стандардите за оценување. Стандардите за оценување се особено значени и важни. Не е реално можно. Ни се случува, нели, по училиштата да бидат сите петки, меѓутоа напротив треба да бидеме реални, да ги следиме сите стандарди на оценувањето. А одамна не сме. Одамна не сме, но затоа пак правиме максимални напори заеднички, сите чинители во образованието, да можеме да дојдеме до самоосвестување за знаењето, не оценката, знаењето. Штом ученик стекнува знаење, неговиот пат и развој е неминовен. Така, едно е да знаеш одлично хемија, друго е математика, на некој мод јазици, а ние ги имаме 99% се сите одлични, сите сакаат. Ќе мора да ги променуваме. Како би се променило тоа кога ќе има реална тројка во свидетелството? Дали ќе сега самите родители не го дозволуваат тоа? Стана некаков тренд на таа некоја петкоманија која што ја спомнуваат и дека ученикот ако знаете како на прашање ми провеува што доби по математика, нели? А не вели за колку научи. Прво тука прво ќе почнеме. Значи за колку научи. Оценката како бројка, па нека и описното оценување во подолните оделенија, е само некаква белешка на стекнатото знаење. Прашањето е колку
колку ученикот се стекнал со знаење. Реалното оценување ќе ни биде особено важно. Затоа што годиниве наназад некако поминавме во некаков вртлук, несвесни за сето она што ни се случува. Промени во овој дел мора да има, правиме различни стратегии за да може да се променуваме и во свеста во однос на оценката, но и она што е реална работа на терен, односно на многу ставниците. се измеша, работите порано пред 20 па и повеќе години. Ако не си скроз одличен, веднаш тие ученици влегуваа во техничките средни училишта, техничките факултети. Сега скроз одлични ученици се запишуваат на технички, бидејќи и днината ја гледаат таму. Оно што го реков на почетокот, ученици на 21 век со нови видици, со нова визија за животот, со нови интереси. Така што изборот, учениците, откако ќе го завршат средното училиште, изборот го прават реално според своите желби и она кое што е нивна цел. Моментов на групно запишување во средно, групно кога велам другарски групно, нели? Или некои други критериуми може да бидат во прашање, мислам дека веќе одминува, току денешниве деца, за кои што јас исклучително ја почитувам младината и начинот на кој што размислуваат, точно знаат визионерски што е тоа што сака да бидат и се стремат онака сериозно. Да посветиме некоја минута и на високото образование. Знам дека Бирото за развој не е односно не е надлежно за високото, меѓутоа е да споменеме, се подготвуваат неколку нови закони за високото образование. Сега разбира дека имате информација од Министерството. Што може да има како новина? Бирото за развој на образование во кој дел соработува со високото образование? Значи, при изработката на програмите, во изработка на прирачници, при изработка на материјали кои што се стручни материјали кои што произлегуваат и каде што вообичаено тука имаме поддршка на академската фела и професорите од високото образование. Во однос на новите закони, верувајте дека Министерството ги работи исклучително студиозно за да може да биде офатено сето она кое што би било подобрување за секоја аномалија која што е препознаена. Директорке, јас ки се заблагодарам за денешното гостување, навистина ми беше чест. Сакам да разговарам со луѓе кои што работат во општествени области, кои што работат во образование, здравство, луѓе кои што секојдневно се соочуваат со тие проблеми, како ќе се решаваат, да ни дајете одговори. Ви благодарам и вам, навистина се чувствував пријатно. Благодарам уште еднаш. Почитувани, овде ќе го завршиме денешното издание на Студио 10. Ние ќе се видиме веќе утре. Оставам на колегите од информативната редакција, колешката Лепа Джундева за 15 на минути со најновите вести од дома и од регионот и светот. Пријатно.